Токму така, Кристина, еве ова второлинковско вклучување невообичаено, не од Битола, туку се наоѓаме во Преспа, односно во Претор. Утро во Преспа со години се соочува со проблемот со управување со отпад и отпадни води, кои текако влијаат негативно врз животната средина во овој регион. Во насока на зачувување и заштита на животната средина, на уникатната преспанска животна средина, денес ќе биде означен стартот на реализацијата на работните активности од проектот финансиран од Европска унија, кои што и текако се значајни за овој регион. Со мене утрово имам двајца гости, Зоран Трајчевски, проектен менаџер на UNDP, како и Јован Тозиевски, градоначалник на општина Ресен. За почеток, Зоран, денес сме тука да го значиме стартот на проектот, еден од најзначајните еколошки и комунални инвестиции во регионот. Зашто точно станува збор? Ви благодарам. Значи, најпрво ќе почнам со тоа што нема одржлив развој без основна инфраструктура. А денес, токму на денот на означување на Светскиот ден за животна средина, токму ја поставуваме таа основа. Значи, се работи за денес се означува почеток за започнување на за почеток на 6 локации за изградба на канализациони системи. Вкупната должина на сите канализациони системи е предвидена околу 35 километри, со што директно ќе придонесе кон подобар квалитет на живот на околу 1500 луѓе кои што живеат на овој простор. Исто така се предвидени изградба на 5 локации. Ќе ги напоменам, тие може да ги видим и тука на картите: Брајчино, Стење, Долно Дупени, Претор и Крани со Арбати. Покрај тоа, на сите нив е предвидено изградба на пречистителни станици, од кои 5 ќе бидат од затворен тип со SBR технологија, додека една ќе биде со применета со конструирано водено мочуриште или, како што го викаме ние, nature-based solution. Со ова, се извинувам, со ова, значи, ќе се придонесе кон поквалитетен развој и дополнително, значи, ќе се придонесе и за развој на туризмот и да се зачува овој редок и уникатен биодиверзитет кој што го имаме во Преспа. Токму така. Која е временската рамка во која што ќе трајат еве работните активности, или поточно прашањето е кога би завршил? Значи, временската рамка, почнувајќи од денес, за 10 месеци е предвидено да завршат канализационите системи, а за 12 месеци пречистителните станици, почнувајќи од денес. Кој се е вклучен во овој проект? Овој проект, како што кажавте вие на почеток, е финансиран од Европската унија и кофинансиран од UNDP. Имплементатор или спроведувач на овој проект е Програмата за развој на Обединетите нации и секако во партнерство со општина Ресен и со јавното комунално предпријатие. Дали во иднина ќе продолжите да ја поддржувате проекти кои што се важни и значајни за заштита на животната средина? Па дефинитивно, тоа е дел од зелената агенда која што е во духот на Европската унија. Дефинитивно. Ви благодарам. Господине градоначалник, слушнавме дека основата е најважна за понатамошен како и живот на жителите, меѓутоа и за развој на туризмот и големи придонеси други. Како досега вие се справувавте со овој проблем? Добро утро и од мене, ви благодарам за можноста и ви благодарам што сте денеска тука на овој голем дел на отпочнувањето на еден огромен проект кој што опфаќа повеќе делови. Денеска отпочнуваме со инфраструктурниот изградбата на канализационите системи. Како се справувавме досега? Генерално на неконвенционалните начини со септички јами, со диви приклучувања и слично. Но се надевам дека од денеска тие таквите појави за прекрасната Преспа ќе бидат минато. И тие маки со справувањето нема да ги имаме повеќе. Што ќе значи овој проект за Преспанскиот регион? Каков исчекор ќе биде за Преспа? Најголемиот исчекор ќе биде за локалното население кое живее тука. Зборуваме за едно модерно време каде што навистина и страмно и жално да бидеме без овие системи, но
би значило и премногу за природата, бидејќи Преспа е најубава, чиста животна средина и ние заедно со сите чинители во овој проект ќе настојуваме повеќе и повеќе да си ја заштитиме. Нормално тука е и економскиот дел, каде што би придонело премногу во развојот на туризмот, со колку поквалитетна инфраструктура им понудите и на заинтересираните инвеститори, толку попривлечна станува Преспа. Во секој случај, ова е голем исчекор за развој во повеќе сегменти, и во заштитата, и во економскиот развој на Преспа и на регионот, и дефинитивно и во спас на водостот на Преспанското езеро. Така, со изградбата на канализационите мрежи и прочистителните станици, исто така ќе се зачува и биодиверзитетот на Преспанското езеро. Да, апсолутно. Значи, по-чиста животна средина, биодиверзитетот, ние сме тука и благодариме премногу на помагателите. Ние сме мала општина, за да можеме сами да се справиме со оваа појава на Преспанското езеро, но сум преблагодарен и од релевантното министерство, и од Европската унија, и од мисијата на UNDP, и ние како општина заеднички имаме што да чуваме, нешто наше заедничко што е на сите. Ова е првиот најголемиот чекор. За сега ние очекуваме и други, што е нормално во иднина, заеднички за да го имаме како нација едно од најубавите капчиња во Македонија. Благодарам и на двајцата за гостувањето и посакувам успешен старт на овој проект и се надеваме дека во рокот предвиден, кој што го кажа господинот Зоран, дека за 10 месеци овие 6 населени места, односно Преспански села, ќе ги добијат канализациони мрежи и прочистителни станици, со што ќе се зачува уникатната преспанска убавина на овој регион, како и ќе имаат бенефит жителите на овие села, но исто така и ќе биде добробит за развојот на туризмот. Студио